14 ноември е 318-тиот ден во годината според Грегоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 47 дена. – 1716 година починал Готфрид Вилхелм фон Лајпциг, германски филозоф, научник, математичар, дипломат, библиотекар и адвокат. Заслуга на Лајпциг е откривањето на математичката функција, која тој ја користел за да опише величина во однос на крива. Заедно со Њутон, тој е најзаслужен за развојот на современото диференцијално и интегрално сметање. – 1765 година е роден Роберт Фултон, северноамерикански инженер и пронаоѓач. Ја конструира првата машина за предење лен. Во 1807 година го изгради првиот употреблив параброд Клермонт, кој заплови по реката Хадсон кај Њујорк, а е творец и на првиот брод на пареа. – 1838 година е роден Аугуст Шенуа, хрватски писател, автор на реалистички раскази и фејтони, романтичарски песни и историски романи. Шенуа беше влијателен театарски критичар. Заслужен е за создавањето на современата хрватска проза. Најпознато негово дело е романот Селанска буна, како и романите Златарево злато, Диогенеш, Клетва и други. – 1840 година е роден Клод Моне, познат француски импресионистички сликар. Поимот импресионизам доаѓа од насловот на неговата слика Импресија изгрее сонце во 1872 година, односно Клод Моне е еден од основачите на овој правец во уметноста. – 1941 година е роден Филип Симоновски, истакнато име на македонското новинарство, уредник и публицист во Нова Македонија. – 1944 година група македонски артисти, организирани во полупрофесионалниот ансамбл Кочорацин во Битола, на македонски јазик ја одиграле едночинката Ѓоре Магаревски од современиот македонски писател Вадо Малески. Со тоа било означено раѓањето на Народниот театар во Битола и раѓањето на драмската уметност во Македонија. – 1946 година е роден Денко Малески, македонски политичар, политички аналитичар, прв министер за надворешни работи на Македонија и редовен професор на правниот факултет во Скопје. Од 1993 година до 1997 година бил постојан представник на нашата земја во Обединетите нации.